Изпегните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божи се. Блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат. Татко мој, ти благодарам што ми подари уште еден ден. Ти благодарам за Твојот единороден Син Исус Христос, кој го испрати не за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Исус Христос, во кого веруваме дека е наш Господ и Спасител, зашто е пишано, кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. И денеска го повикувам Твоето име, Исусе. Исусе, дојди, застани и остани на тронот на мојот живот. Ти води ме да врвам само по Твојата светлина. Направи огнен штит околу мене за Твојата слава. Ти благодарам што моите нозе се како на еленот, рогот како рог на еднорог, а годините се множат како на орелот. Ти благодарам што не дозволуваш неволја да се доближи до телото мое. Ти благодарам што ме облекуваш со сила од озгора. Ти благодарам што ме облекуваш во Твојата љубов. Ти благодарам што љубовта во мене се усовршува. Ти благодарам што ми го покажа патот како од син човечки да станам син Божји. Денеска ќе зборуваме за повторно Светото Евангелие по Јована. Ќе толкуваме и ќе зборуваме стихови од 14 глава, разговорот Исусов со учениците при разделбата и ветувањата на Светиот Дух. Денеска во македонскиот православен календар има Свети Дух, односно духови. Денеска нашите предци, односно нашите собеседници македонци одат на гробовите и раздаваат за мртвите. Тоа е адет кој е останат од македонската антика, од македонската народна култура. Инаку денеска е 50-ница кога Светиот Дух слегол на апостолите, односно кога Отецот Небесен испреќа сила од озгора за да можеме да сведочиме и да не заборавиме дека со Светиот Дух сме запечатени за денот на Воскресението. Значи 14 глава, Светото Евангелие по Јован. Еве што вели Исус: да не се плаши срцето ваше. Денеска основно чувство во светот е страв кој го сее сатаната и неговите демони. Страв од војна, страв од сиромаштија, страв дека страв од соседите, страв од различни како нас. Постојано живееме во страв дека ќе има војна, дека ќе се распадне нешто, дека ќе не оплячкаат, ќе не украдат. А кој се плаши, има еден стих, не е совршен во љубовта. Во љубовта страв нема. Да не се плаши срцето ваше. Суштината на земниот живот е кога вие ќе се родите во Отецот, во Исуса повторно, по втор пат. Богороден човек, тогаш вие се му препуштате на Исус, односно на Отецот Небесен. Знаете дека имате Татко на небесата
И зато тој вели да не се плаши срцето ваше, сите грижи во молитви, молба, по прозба, барајте ги од Отецот, од Исуса. Во мое име, ќе видите понатаму што пишува, да не се плаши срцето ваше, верувајте во Бога, имајте доверба, верувајте во Бога, Тој ве создал, Тој ве направил, Тој ве позна, верувајте во Бога и во мене верувајте, вели Исус. Тука се прави порамнување дека Тој и Отецот се едно, како што пишува во писмото, во Светото писмо, напишано од самиот Бог. И затоа, тоа е порака која ви оставил Бог и добро е да ја прочитате. Инаку не можам да разберам категорија, велат дека се христијани, а не ја прочитале Библијата. Тие не знаат што зборува Бог, какви христијани се. Во домот мој, вели Исус, на мојот Отец, има многу места за живење, а да немаше, јас ке ви кажев, одам да ви приготвам место. Тоа е мигот кога Исус се простува со учениците во земно време и треба да изврши својата земна мисија, како пратен од Отецот да ги земе гревовите на светот и да им даде сила понатаму. Ќе видиме како на оние што ќе го поверуваат во Неговото име да станат од синови човечки во синови Божи, да се вратат ке Божиот Отец, во Божиото царство на небесата. Во домот на мојот Отец има многу место за живење, а да немаше, јас ке ви кажев, одам да ви приготвам место. Каква чест, каква љубов. Исус Христос оди да ни приготви место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам. Тоа е ветување. И ќе ве земам вас при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Значи, ќе се вратам пак, ќе ви приготвам место и ќе ве земам и ќе ве однесам горе. Тоа е ветувањето и затоа христијанството е пат кон животот, односно Светото писмо се нарекува слово на вистината, словото на животот, зашто избирате живот, вечен живот, наспроти оној што го живеете краткотраен на земјава, кој ви е даден за да го изберете Исус Христос и да се спасите. А каде одам јас, вели Исус, знаете. Некои не знаат. И патот го знаете, тој им зборува на своите ученици, патот го знаете. Денеска луѓето одат по различни патишта и кои водат во гибел. Има еден стих кој вели, широк е патот што води кон пропаст и многумина го наоѓаат. Тесен е патот што води кон животот и малкумина врват по него. А каде одам јас, знаете, вели Исус, им вели на своите апостоли, на своите ученици, и патот го знаете. Тома му рече, Господи, Господи, не знаеме каде одиш. А и како можеме патот да го знаеме. Или, ако не знаете каде одите, како знаете патот, каде одите вие во современ свет? Одите во оваа долина на сенка смртна, во стравови, во омраза, во поделби, во раскол, во зависности, економска, финансиска, политичка, чувствена, зависници од разни наркотици, лекови кои ги продават да ве трујат. Исус им рече, како патот не го знаеме, не знаеме каде одиш, му вели. Тома, неверниот Тома, кој не веруваше и мораше да потанатаму кога ќе воскресне Исус, да му ја стави раката меѓу ребрата, да сети дека има тело. Исус му рече, патот не го знаеме, рече Тома, а Исус му вели, јас сум патот. Јас сум патот, вистината и животот. Кажано метафорично, тоа е патека, показ како треба да врвиме за да станеме од Син човечки, од Син Божи, да го следиме стапките на Исуса, по стапките на Исуса, да врвиме со Него, да постапуваме како Него во делата на љубовта. Јас сум патот, вистината и животот. Кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Избери живот наместо смрт, вели Исус. Ако ме бевте познавале, ќе го познававте и мојот Отец. Видете, ако ме бевте познавале, вели Исус, ќе го бевте познавале и мојот Отец. А од сега го познавате и сте го виделе. Значи,
Заблудата дека вие го знаете Бог без Исус Христос паѓа, бидејќи на повеќе места е пишано, ќе видите понатаму, значи ако ме познавате мене, ќе го познавате и мојот Отец, бидејќи Отецот со сета своја полнотија е присутен во Исуса, Исус е исполнет со Отецот Небесен. Односно, тој е видлив Бог, видлив за нас, бидејќи во Библијата пишува дека Бога никој никогаш не го видел, дека живее во непристапна светлина. Значи Исус им вели, ако ме бевте познавале, ќе го познававте и мојот Отец, а од сега го познавате и сте го виделе, тој им се објавува. Филип му рече, Господи, покажи ни го Отецот и достаније. Покажи ни го Отецот и достаније, му одговори Исус. Толку време сум со вас, Филипе, не си ли ме познал, Филипе? Кој ме видел мене, го видел Отецот. Кој ме видел мене, го видел Отецот. И како ти велиш, покажи ни го Отецот, значи, ако сакате, мислите дека го познавате Бог без Исус Христос, тоа ви е заблуда, вие познавате нешто сосема друго, спротивставениот на Бог. Значи, кој ме видел мене, вели Исус, го видел и Отецот. Не верувате ли дека јас сум во Отецот? Исус вели, не верувате ли дека јас сум во Отецот и дека Отецот е во мене? Значи, Отецот во дух живее, во дух живее во Исуса Христа, и тоа е поентата, односно суштината. Вие треба да го засакате Словото, и тогаш Отецот и Исус ќе дојдат и ќе направат сокровиште во вас, односно во дух ќе живее Богот, самиот Бог, Создателот заедно со Исус во вас, и тогаш ви имате сила да сведочите, ќе промени нешто во вашето срце, и вие од син човечки ќе станете син Божи и ќе можете изчистени во усовршување на љубовта, во една патека, во дела на љубовта, да се вратите кај Таткото Небесен во Божиото царство на небесата. Не верувате ли дека јас сум во Отецот и дека Отецот е во мене? Зборовите што ви ги кажувам, вели Исус, од себе не ги зборувам, а Отецот кој е секогаш во мене, Он ги врши делата. Значи Отецот во дух пребива во Исуса. И тоа е суштината на Светиот Дух, она што денеска го слават православните христијани, за душница одат на гробиште на мртви, кај се подсетуваат на мртвите, а тоа е антички, односно македонска народен обред, а суштината е дека тогаш Светиот Дух, односно Отецот во дух слегува и ги исполнува апостолите, и имаат сила за сведоштво, сила да прават чуда, сила да врват по светлината Исусова. Значи им даде сила да станат синови Божи во 1 Јованово. Верувајте ми дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Ако ли пак не, тогаш верувајте во мене заради делата. Видите, на луѓето им требаат дела. Значи, јас сум во Отецот и Отецот е во мене, Отецот е видлив во Исуса. Тогаш вие размислувате дека Бог, Татко имаме на небесата, видлив во Исус Христос, ни го испраќа Духот, за да ни даде сила, односно да пребива во нас, зашто, како што е пишано во небесниот Ерусалим, нема да има храм, туку храм ќе видат Отецот и јагнето. Односно, ние ќе живееме во дух, зашто Бог е дух и оние кои му се поклонуваат, треба да се поклонуваат во дух и вистина. Вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши, од и јас и одам кај својот Отец. Видете какво ветување. Еден од поубавите стихови, за кој секогаш кога ќе дојде некоја неволја или искушение се фаќам, го изговорам и го живеам. Вистина ви велам, вели Исус, кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши, од и јас и одам кај својот Отец. А потоа кога тој си оди кај својот Отец, ќе видиме понатаму, тој го испраќа Духот Свети да пребива во нас, односно Божиот Дух, односно Христовиот Дух. И што и да посакате, Исус вели, што и да посакате од Отецот во Моје име, ќе ви го направам. Што и да посакате од Отецот во Моје име, ќе ви го направам. Се разбира ако ги исполнам. И пазите Божите заповеди на љубов, љуби го својот ближен како самиот себе. И љуби го Господ својот Бог со сето своје срце, со сиот свој разум и со сето своја душа. Што и да посакате од Отецот во Моје име,
ќе ви го направам, за да се прослави Отецот во Синот. Значи, тој е тој што треба да се прослави. Не да се прославуваат луѓе, датуми, обичаи, нации. Отецот во Синот, ако посакате нешто, вели Исус во мое име, јас ќе го направам. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Значи, ако ги исполнувате моите заповеди, што и да посакате во мое име, ќе ви го направам. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. А кои се тие две заповеди на љубовта? Чекорење во љубов, чекорење со Бог, крштење во љубов. Јас ќе го помолам Отецот, еве 50-ница, и Он ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека. Тој е Духот Свети, и кога тој ќе пребива во вас, вие тогаш чекорите со Бог. Духот на вистината, кого светот не може да го прими. Кого светот не може да го прими, оти не го виде, ниту го познава Исуса, а вие го познавате, зашто во вас е и во вас ке биде. Во вас ке биде, тој ви дава сила. Духот, пребивање на Отецот Небесен, со Божиот Дух во вас. Нема да ве оставам сираци, вели Исус. Видете, чувство дека имате Отец на небесата, ќе дојдам при вас. Уште малку и светот веќе нема да ме гледа, а вие ќе ме гледате, зашто јас живеам и вие ќе живеете. Суштина дека вие сте дете, чедо Божио. Оставете ги децата да доаѓаат кај мене, ако не бидете како овие деца, нема да влезете во Царството Божие. Зошто? Бидејќи децата имаат чувство, првен имаат чиста вера и чисти срца, потоа имаат чувство дека, односно сознание дека имаат Отец, татко, и ако направат некоја грешка, ќе излезат пред него, така и вие ќе бидете деца. Како деца знаете дека имате горе татко на небесата и што и да направите, ќе одговарате за него, тогаш добро ќе размислувате дали ќе постапувате со постапките на сатаната и со стапките на љубовта, со делата на љубовта. Во оној ден вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец и вие сте во мене и јас сум во вас, и јас сум во мојот Отец. Исус вели и вие сте во мене, што ќе ми изберете мене, и јас сум во вас. Значи, ние зборуваме за пребивање на Бог во вас, за единство со Бог, за повторно родение со Бог, што е суштината на христијанството. И малкумина, мнозина се повикани, а малкумина се избрани, малкумина ова го разбираат, бидејќи црквите обично се занимаваат со обредно христијанство, со религиски доктрини, и не ја разбираат суштината на пребивање на Бог во вас. И кога ви имате чувство дека Бог е постојано со вас, вие добро ќе размислувате за своите постапки. Кој ги има заповедите мои ги пази, кој ги има заповедите мои ги пази, вели Исус, тој ме љуби. Тој ме љуби, кој ги пази заповедите мои, љуби го својот ближен како себе си. А кој ме љуби мене, вели Исус, возлюбен ќе биде од мојот Отец, и јас ќе го возлюбам и ќе му се јавам сам. Значи, вие ако направите однос со Бог, му се обраќате, татко мој, потребна ми е помошта, татко мој, прости ми за ова, Исусе, те сакам, те избирам за мој Господ и Спасител. Он ќе ви се јави сам, ќе ви се објавува во одредени моменти, ќе ви кажува кога грешите, во дух и вистина. Му рече Јуда не Искариот, Господи, што е тоа дека сакаш нам да ни се јавиш, а не на светот? Исус му одговори, е важен стих, ако некој ме љуби, ќе го пази Словото мое. Светото писмо. Затоа не можете да бидете христијани, да велите дека го знаете Исус, а не сте го прочитале писмо, да ако некој ме љуби, ќе го пази Словото мое и мојот Отец ќе го возлюби и ќе дојдеме при него и живеалиште во него ќе направиме. И ќе дојдеме при него и живеалиште при него ќе направиме, ако некој го љуби Словото. Словото кое е самиот Бог. Тројца се кои сведочат на небесата. Отецот, Словото и Светиот Дух, односно Отецот, Исус и Светиот Дух. Ние зборуваме за Бог, Отец, видлив во Исуса Христа, присутен во вас во Дух Свети. Значи ќе дојдеме и живеалиште ќе направиме, што е суштината Бог да живее во вас
и секоја мисла да биде покорна на Исуса Христа и вашите чувства да бидат порамнети со Бог и не да ја барате својата волја. Секој го бара своето, а не она на Исуса Христа, туку да ја барате Божјата волја. Кој ме љуби мене, кој не ме љуби, пазете, кој не ме љуби, не го запазува Словото Мое, вели Исус. А Словото што го слушате не е мое, туку на мојот Отец кој ме прати. Светото писмо е напишано од самиот Бог. Значи, ова ви го реков, бидејќи сум со вас, а утешителот пак, Духот Свети, кого што Отецот ќе го испрати во мое име, кој го прима Исуса, доаѓа Духот Свети, Он ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви зборувал. Значи, ако вие го прифатите Исус за свој Господ и Спасител, се покаете, им простите на сите, побарате прошки, повеќе не грешите, тогаш ќе имате однос и се молите на Исуса Христа, не на некои други светци, богородици, тогаш тој ќе ви го испрати Духот на вистината, Светиот Дух, и тој ќе ве научи на се. Тој ќе ви биде учител, ќе ви напомни на се што сум ви зборувал. Во одредени моменти ќе слушате што ќе ви кажува, преку луѓе, преку сон, преку глас, преку виденија. Еве што вели Исус: мир ви оставам, мирот свој ви го давам. Јас ви го давам, не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше. Повторно доаѓаме до стравот. Мирот свој ви го давам, мир ви оставам. Ви го давам не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше. Вие тогаш имате мир со Бог, мир во Бог. Чувте дека јас ви реков, одам од вас и пак ќе дојдам при вас. Но ако ме љубевте мене, вели Исус, ќе се зарадувавте што реков, одам при мојот Отец, зашто мојот Отец е поголем од мене, Отецот татко мој небесен. Ако не бидете како деца, нема да влезете во Царството Божјо. Децата знаат дека имат татко кој ќе ги искара ако погрешат, и вие знаете дека имате татко. Тој ве создал, тој е вашиот вистински создател. Ти си мој син, има еден псалм, вели: јас денес те родив, вели Бог. И сега ви кажав, уште пред да се изврши, такова ќе се изврши, да поверувате. Нема веќе многу да зборувам со вас. Отиде кнезот на овој свет. Кнезот на овој свет, таткото на лагата, сатаната. Со тој лаже од почетокот и греши од почетокот. И во мене тој нема ништо. Но за да разбере светот дека го љубам Отецот и како што ми заповеда Отецот, така и правам, станете да си одиме одовде. Станете да си одиме одовде. Има еден стих кој вели: стани, ти што спиеш, воскресни од мртвите и Христос ќе те осветли. Треба да станете во Исуса Христа, за да си заминете од овој свет, од овој материјален свет, каде што вашата душа е затворена во гревно тело. Телото е во земја, голи доаѓате на овој свет, ништо не носите и ништо не можете да однесете, освен вашата душа, која оди на суд пред Бог. Ако сте го избрали Исус, прв ќе биде Исус, ќе воскресне по него сите што се Христови. Во 15-та глава, продолжение, Христос е лозовата прачка. Исус вели: јас сум вистинската лоза. Мојот Отец е лозарот. Секоја прачка во мене, која што не дава плод, Он ќе ја исече. И секоја која што дава плод, ќе ја очисти, за да принесе повеќе плод. Ние зборуваме за луѓе кои поверувале во Исус Христос, во кој живеа и пребива Светиот Дух, Духот на вистината, педесетница, кога Светиот Дух се исполнува, слегува на апостолите, за да имаат сила за сведоштво, и тие почнуваат да зборуваат на разни јазици, да прават чуда, да положуваат раце на болни, да исцелуваат во името на Исус Христос, како што Духот ги води. И црквите каде што нема чуда, каде што нема исцелување, каде што не действува Божјиот Дух, нема радост, нема исцелување. Ја нема вистинската љубов, немаат сила за сведоштво, и тие повеќе се претвораат во историски категории, во литературни клубови, во затворени заедници, кои спијат додека светот се распаѓа. Ние зборуваме за категорија дека имаме татко на небесата. Татко кој го испрати својот син Исус, во кој тој видлив испратен ангел,
да ги земе гревовите на светот, да ги земе твоите гревови, да ти ги земе сите болки, болести и страдања, да ги закова на крстот и ги закова. И со неговата крст сме искупени како никогаш да не сме грешиле. И потоа одиме во училиште на љубовта, чекорање по тесниот пат што води кон животот по Исуса Христа, зашто тој ни е даден како образец. Едно е сигурно, кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши. Дали некој верува во Христос, ќе видите по делата што ги врши, дали живее како Христос, дали љуби како Христос, дали го сака Отецот Небесен како Христос, дали ве возљубува сите вас. Ќе го познаете по делата на љубовта. Во Светото Писмо е запишано се. Тоа е интересна книга напишана од Бог, во која се преповторуваат работите. Напишање е на еден Бог ги знае своите патишта, на еден божествен начин. И тоа е живо слово кое ако го читате, го озвучувате, земете еден стих. Мирот свој ви го давам, например. И било што да ви се случува во светот, се повикувате на тој стих. Мирот свој ви го давам, но некако што го дава светот, вели Исус, да не се плаши срцето ваше. Во оној ден, сите имаме последен ден. Ден за отплата на гревовите, ден кога завршува ова земно време, кое е краткотрајно и треба да се вратиме кај Отецот Небесен, кај нашиот вистински татко и создател. Вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец и вие сте во мене. И јас сум во вас, замислете. Бог пребива во вас. Бог, самиот живот, Духот Божи, е самиот живот кој ви е вдахнат да станете жива душа. А вие тоа не го знаете и живеете телесно, походно, со кнезот на овој свет, сатаната. Татко мој, ти благодарам за се што си направил за нас. Ти благодарам за твојата љубов, за твојата милост, за твоето долго трпение. За Исуса Христа ти благодарам, праведникот кој е застапник, ако грешиме пред тебе. Прости ми за секој непокајан грев. Дај ми чисто срце за да те видам. Господе мој, татко мој, Исусе, те сакам и го повикувам твоето име, дојди во мојот живот, во моето семејство, моите родители, роднини, пријатели. Дојди во моите деца, во моите духовни деца. Во се што работам, да работам за тебе како за Бог, а не за луѓе. За твоја слава, татко мој. Ја предавам Македонија во твои раце, ти си ја запишал во небесната книга, во катастерот си дал заповед, Господе, да се шири светото Евангелие. Испрати ангели и учители, потребна ни е твојата милост и твојата помош. Македонија да биде избран сад за свечена употреба, а не како што е денеска монета за подкусурување, распната од сатаната, од похотите и од оние неговите слуги на поднебесните сили на злото. Мир вам, македонци мои, до Божјо царство небесно. Брате и пријателе, нека ова слово го допре твоето срце да разбереш дека не си сам. Има два пата во светот, едниот е широкиот пат на сатаната води во пропаст и огнено езеро. Другиот е на Исуса Христа, патот на животот, во Светото Писмо, словото на животот, по дух и вистина да му се поклонуваш на Бог, да се соединиш со Него, со Создателот на се и на самиот тебе. Мир вам до Божјо царство небесно. Останете ми во Божјата љубов. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог.
četvorcite, zašto trije sinovi Božji se. Blaženi ste koga keve gona i progonat zaradi mene. Blaženi se krotki te bodu, tije keja nasledat zemljata. Blaženi se gladni ten za pravda, zašto tije ke se nasita. Slušam tvoj